за или против, јас сум Љупчо Цветановски. Најпрво, иако неколку дена потоа, но срекна нова година, да сме живи и здрави, да биде многу, многу поубава за Македонија ова 2024 година. За сите нас. Мој денешен гостин е аналитичарот, поранешен јавен обвинител Сотир Костов. Добре дојде. Добро ве најдов, добро вечер за тебе, екипа во телевизија и сите ваши гледачи и македонци во Македонија и во светот. Така. Сотир, на крајот на минатата година, 23-тата, која што нема да ја паметиме по многу убави работи, иако беше реално грандиозна година, 120 години од погибијата на Гоце Делчев, 120 години од издавањето на За македонските работи, 120 години од Илинденското востание, 130 години од оформувањето на ВМРО, но сето тоа мина така низ едно сивило што го наметна власта. За жал ке се сеќаваме на лошите работи за тоа што овие убавите не ги прославија како што треба. Дали од срам или едноставно не им лежи македонштината, тоа ќе си го решат гледачите, но на крајот на минатата година излезе една анкета која што пренесе фрапантни податоци, досега реално невидени. 25 година веќе го работам ова, но анкетата на Market Vision направена за МКДМК вели дека речиси 90% од граѓаните сметаат дека корупцијата расте, а над 80% велат дека Македонија оди во погрешна насока. Немало полоши бројки за една власт во Македонија досега. Еве колку години сме независни, сега ќе бидеме и 33-тата ќе ја фатиме, нели? Но пак ќе не убедуваат ли во погрешна перцепција, нели? Јасно е како од авион се гледа дека се корумпирани, валкани. Ама знаете како, тие се перцепцијски атентати, јас велам, на медиумските нарикачи во Македонија, кои не ја признаваат реалноста, а многу одамна еден ваш колега или наш новинар Гоце Ристевски, па писател, па сега професор, има напишано реалноста во стварноста е поинаква и јас додавам откако што ја замислува и прикажува власт. Направив и ја една, па не можам да речам кроки анализа, така пообсежна анализа што ни се случуваше минатата година и не само минатата година, и дојдов до фрапантни резултати. И еве мојот коментар првичен ова што ти го кажа како екзактни бројки, јас би рекол Монт Еверест, врв на корупцијата, пропратена со непотизам, со кронизам на власта, со организиран криминал и со мафијашко забегување на врхушките на властодржците и на државните функционери во Република Македонија. Моја констатација е не дно. Тоа е дно на дното на една власт. Тоа е срам. Тоа е немање исав, народот би рекол и перде. Така безочно да се краде, да се одзема од општествениот и државниот капитал, да се мисле за своите джебови, да ми простеш и за своите стомаци, а декларативно да се кажува дека тоа е во интерес на државата и да не речам тоа е национален интерес. Ова власт покажа дека не знае што е државен интерес, не знае што е национален интерес. Бидејќи за да го знае тоа, првин треба да го употребува името Македонија. Таа не го употребува и ја зеде таа грда пракса од меѓународниот елемент во Република Македонија кој велат оваа држава, овој народ и така натаму. Потоа, треба барем во свечени прилики да го употреби зборот АСНОМ, Народно-ослободителна борба, Илинден, Крушевска република, барем кога беа минатата година светлите јубилеи. Овде би додал и за македонските работи од Крсте Петков Мисирков. Тие не одбележаа ништо, еве само да се подсетиме на Илинден. Премиерот кој не е проверен на избори, туку е така намедно, да не речем октруиран, а да не забораваме Заев се откажа поради недоверба на локалните избори што му изрази избирачкото тело,
наместо додат на избори, тие си направија рокада и еве до кои резултати добивме. Се искачи на калето, замисли, после толку години, векови го освои калето и славеше Илинден без народ. Срамота е тоа е бедно, тоа е јадно, ама ете, не снајде тоа. Социјалата не на нула, под нулата минус. Имаме социјални незадоволства, имаме социјални раздвижувања, имаме протести и може да се каже дека понижена е социјалната категорија во Република Македонија во 2023 година, што ќе рече завладеа немаштијата и сиромаштијата. Време е за промени. Да не заборавиме, оваа година е престапна година. Февруари има 29. Бар така мислам. Тоа е година кога се случуваат промени. Овој пат јас посакувам да бидат тие големи промени, јас посакувам да бидат тие радикални промени, јас посакувам да бидат тие суштински промени, вистински промени, кон подобро. Ова мината година ќе остане запаметена по најцрниот скандал или афера, да наречам, најморбидна афера во историјата на Македонија. Афера во која што одредена група на луѓе продавала лекови кои што ги губеле, односно не ги имале болните од рак, им ги препродавале лековите, им давале физиолошки раствори или што или не, нешто што се коси со здравиот разум, што е буквално некој хорор филм од оние ефтините, бидејќи сценариото е лошо, боливудско да не речам, но функционирало цело време во текот на владењето на оваа едната иста влада. И за жал афера која што продолжува не само од 23-та, туку и во 24-та навлегува, бидејќи досега нема подигнато обвинение. Помина 3 цели месеца, 4 да ги речеме, септември, октомври, ноември, декември, еве го јануари, нема ништо. 4 месеца мина од аферата, нема подигнато обвинение. Се појави анкетната комисија која што единствено, така барем изгледаше, работеше нешто на овој план, посочи политичка одговорност кај Филипче и сите останати засегнати, кои што знаевме дека секој нормален човек на тезга, да не речам, ќе ви го кажеше тоа, затоа што логиката беше таа. Тие што се одговорните, независно дали е фонд за здравство, министерство, директорот на болницата и нели понатаму, сите ги знаевме, ги кажа и анкетната. Наведено со сите можни нели закони каде сгрешиле, зошто сгрешиле, беше отфрлено како политиканство, политизирање на ситуацијата, а што поинаку па политичарите ја водеа оваа работа, нели? Немаме никакви резултати од најгрдата афера досега во македонската историја. Па види, тоа покажа дека сме раздробено општество, тоа е еден синдром, кога социјалните и етничките дистанци се големи и кога доведува до морална раздробеност и по вертикала и по хоризонтала. И видите вака сега, тоа па води кон нехумано општество. Се случило што се случило. Постигнаа политичка согласност да го истражуваат во рамките на законодавниот дом и да откријат политичка и морална одговорност. Очигледно некој се плаши од овие одговорности, бидејќи подоцна мислат по автоматизам или по логика, тоа повлекува дисциплинска, прекршочна и кривична одговорност. Јас малку повнимателно ја следев работата на комисијата и на претседателката и можам да дадам за претседателката оценка 10+, за комисијата 9+. Иако мнозинството е на власт, таму се изнесува фрапантни резултати. Показатели. Таму видовме фактички кој ни бил министер или кои ни биле министри во овие 6-7 години и кои биле директори на тие битни оделенија или сектор или на клиниките, онкологија и не само онкологија. Еден до еден со амнезија. Еден до еден не знае што му се случувало во ресорот. Никако тој како беше катор систем. Никој не знае дека го имал во подрумот или во магазинот. Еве тие неодговорност. Да имаше одговорен премиер, веднаш ќе повикаше на одговорност на министерско ниво. Да имаше одговорен министер,
кој нема да вели од февруари наваму јас одговарам. Не. Ке истражиш и во минатото, ке процесуираш што во рамките на здравствениот систем, што во рамките на полицискиот, судскиот и обвинителскиот систем, и одговорноста мора да биде индивидуална, со име и презиме, а не само декларативно да се фалат. Одговорноста има име и презиме. И види мајката, сите одговорни субјекти во државата, само власта не е одговорна. Значи, многу сум разочаран. Тоа е едно од прашањата на кој ќе падне оваа власт. За мене е веќе падната, ама во предизборието тоа прашање не може да се заборави. Тоа не е политиканство. Видете, ако етиката ја потуркаш или ја ставаш под тепих, ти покажуваш дека си аномично општество. Ти покажуваш дека не сакаш работите да ги расветлиш прво на морална основа, а лесно е ако тоа го направиш, потоа и на политичка. И затоа во се тие гледат политиканство. Не, ова беше една прекрасна истрага водена во собранието, иако велат направи комисија за истражување, да не, овој пат работава се заврши. Тоа што не се изгласа извештајот, некои идни блиски времиња ќе го покажат некои подруги резултати. Некои поинако ќе ги вреднуваат тие факти. Еве, значи, директорот не се сеќава на некои работи. Министерот не се сеќава и не знае што има во својот ресор. Дел не ни дојдоа на како бираме, да. Добро. Тоа види, тоа покажува каква личност си, каков карактер си. Ама има органи кои ќе те повикат ван собранието. Собранието нема репресивна улога. Ама тоа е сигнал за обвинителот. Тоа е сигнал на луѓето организиран криминал. Тоа е сигнал на луѓето во полицијата да засукат ракави, бидејќи се работи за човечки животи. Некој наместо лек кој им е потребен повеќе од леп, им ставал некако си раствор или не знам што. Нехумано, неетичко и затоа велам тоа е аномично општество. Доживеавме за жал. Да имаш закони, да не ги спроведуваш. Тоа е беззаконие. Да немаш култура на законие и да периш раци и они како што знаат, испраа како Понтије Пилат своите раци, ги испраа и демек политиканство е. Не, ќе ги стигне правдата, Побавна е таа, ама ќе ги стигне. Токму на крајот на годината, јавниот обвинител кој што ќе биде запаметен како што ќе биде запаметен, се прости од функцијата, верували или не, се прости со писмено соопштение до јавноста во кое што каже дека се супер сработиле, секогаш биле на висината на задачата, а работите кои што биле наводите биле секогаш вадени од контекст. Во превод не кажа ништо. Еве, го следеше сите овие години, накусо најкроки како би бил описот на ликот и делото на Јовески после се што направи, односно не направи. Ке го проширам малку контекстот, нема многу да проширам, ама вака. Анализирав дека од 4-5 врвни функции во државата, во кои спаѓаат председателот на Републиката, председателот на Собрание, председател на Влада, државниот јавен обвинител и председателот на Уставен суд, минимум 4 од нив се дојдени на чуден начин во своите фотели. Дојдеме со председателот на Собранието, избран на незаконски начин, мимо со 4 раце дигнати законот, од човек, мимо уставот и мимо, како им се вика, деловникот на Собрание. Да. До ден денес се нема подпишано записникот. Тоа ќе се проследи. Обвинителот, да те подсетам, кога се бираше, немаше мнозинство. Председателот кој е нелегитимно и нелегално избран, го поништи тој избор и наместо да го симне од дневен ред, па во некој идно време да го постави со друг кандидат, тој веднаш го постави, го истуркаа, го изгласаа нека. Па што очекуваш ти од таков обвинител? Так. Тоа што му се случија во овие 6 години. Нешто слично е и со председателката на Уставен суд. Так, не ги напика сите наши деца, да. наши патриоти кои не биле, замисли, биле терористи, не ги напика во затвор, им даде драконски казни, преку ноќ во Уставен суд и преку ноќ председател на Уставен суд. Им ги дигна платите на оние кои што и сега видиш што им направи, да. ме предухитрија лалда тие. Да. Им ги дигна платите 78% и од време на време им држи
лекции на пратениците и на владата зошто не бираат уставни суди и така. Така им треба кога ја избраа преку ноќ. Порано да се дојде до председател на Уставен суд. Треба кариера. А пазите, таа жена не можела од основен суд во апелационен долги години да помине, туку отеднаш отиде во пирамидата, на врвот на пирамидата е Врховниот и Уставниот суд. Уставниот суд е малку вон судскиот систем, пошто го контролира, ја преиспитува законитоста и така натаму, и отеднаш видите што добивме еден чуден полицаец. Тоа се трите досега што ги кажа, четвртиот Еве го премиерот, сега ќе ви кажам генеза, како. Заев поднесува прескат спомнав. Оставка поради недоверба од гласачите. Дебакл. Тоа кажува се оди на преиспитување на избори. Вонредни. Не го направија тоа, го извадија некако Ковачевски. Од ракавот го истресува. Ракавот или од шинелот или од шеширот. Ао да бидеме културни, сепак да се задржиме. И еве тој што ни направи. Видите како тој се однесува. Кога ќе му постават прашање, вика, не, тоа не е за мене прашање, тоа ќе си одговори министерот. Не, тоа не е за мене, ќе си одговори ова институција. Агресија. И пази, само делегира. Океј, тоа е систем на владење, еден од системите. Ама ако ти делегираш, ти треба во фидбек да бараш и одговорност. Ти треба да знаеш, ево ова сега, како беше последното, што беше не знаел што работела комисијата за Преспанскиот договор. Така, тоа беше ти на се крајот мола, на 23-та. ако ти како премиер не си информиран, што станува за мене, кој се борам за информации да дојдам? За тебе како новинар. Месеци и месеци даваме за тоа. А пари, пази, а парички... Ама и составот е многу интересен. Сите се стари заслужни комуњари. Еве го нека е така. Срамота. Ајде да видиме што сработиле. И дали нешто работиле, и дали имаме напредок. Но тоа е зацкриено со велот на тајната. Тие таблите да ги сменеа, ваму, меѓу Солун и граница на Република Македонија со Република Грција. Ни тоа не се заложи, што е една најобична техничка работа. Епа, таков премиер, на кој му, кога го прашат нешто за неговиот заменик, председател на владата, тој вели, прашајте го него. Кога прашат пак за некоја друга институција, јас не сум информиран, за судството не е информиран, за полицијата. Каков премиер ние добивме? Така. Минатата година, 23-та, започна со тиранската вечера, со она што се случуваше кај Еди Рама, со доаѓањето на Шолци, со она хихи-хаха насмевка, кога тој го представи како западно-бугарскиот премиер. Така ни започна година со тиранската платформа и со воскреснување на старите балканско-албански, како да ги наречам, духови, а еве ни завршува повторно со некоја слична символика, де ќе го уриваат крстот на шапка, де ќе дошол Курти Сонифа не може да дојде. Не, Курти ќе учествувал во изборите. А започна на ист начин. Мене ми е испод чест, како правник, кој познава што е избори и изборни системи, да зборувам за можноста на странски елемент, било тоа и политички субјект, да учествува во нашите избори. Истоимен, без двојна Ја оставам тоа ваквите неморални политичари, политички џуџиња да зборуваат. Јас со индигнација одбивам за тоа да зборувам. Значи не се зборува за тоа. Тоа е недозволено со устав и со закон. Ама види, Лјупчо, 23-та година, ако по нешто беше карактеристична со обезвреднување на две големи правни норми. Едната е меѓународна, а едната е домашна. Прво ќе зборувам за само петиот член на висината на задачата во Македонија, премиерот, председателот на Уставен, јавниот обвинител, председателот на собрање, ти остана пред да го кажеш ова, ќе го паметиме за двете председател на државата. Во првиот круг се види што му се случи, сега враќам назад 5 години и со голем ветер дувнато од албанскиот кампус го избран за председател, веројатно оди на тој брани на овие избори ако биде кандидиран, а најверојатно ќе биде кандидиран, па да видиме дали историјата се повторува како фарса и како тоа. Би било нема да одам после 5 минути, да ќе одам. Така беше неговиот принцип кој што го дознавме. Само демонтирачка. Просто еве за двата фактора зборуваше меѓународниот и домашниот. Значи едниот се вика Lex Superior, уставот, ја така го нарекувам. Обезвреден колку пати сакаш во 2023 година, менувањето на кривичниот закон, срамота,
менувањето на 5-6 закони за Бехтел и Енка. И сега тука ќе направиме една компарација. За Бехтел и Енка може европско знаменце, може 5-6 закона да се сменат, а за платите на функционерите тоа било комплицирано, требало 6-7 закони, значи еден малку повеќе закон. И тоа барало време. Значи за нив не може. Евите го лицемерието на оваа власт, на оваа властодржка врхушка, ја би рекол. Значи, неколку бати е силуван и обезчестен лекс супериор. Истото се случи и со Јус Когенс, кога дозволивме цела година да потрошиме за некаква си француска рамка за преговори и за никакви си 2 протокола и договорот во позадина што е за добрососедство и соработка со Бугарија, каде што се имплементирани, за жал, нашето образование, нашата историја и се што стои во нив и зад нив. Тоа е непочитување на најголемата правна меѓународна норма Јус Когенс, каде ние имаме меѓународен суверенитет и интегритет и ние одлучуваме за нашите работи и во меѓународните односи, но и во домашниот правен систем. Ако оваа власт у нешто се посрамоти, тоа се посрамоти во овие 2 врвни документи, ги срози, ама, за лекс супериор, за уставот испадна неуспешна. Требаше негде уште во август, септември да поднесат оставка. Изгубија 7-8 месеци дека ќе има избори, дека ќе има промена на уставот. Амандмани за влез на Бугарија. Не се случи. Мора кажува проевропска струја во ВМРО. Мора кажува европски пат и опозицијата била свесна и она. Не се случи тоа. Ама за тоа покрај заслугите на опозицијата има и јавноста, граѓаните, избирачите, стручната, експертската, академската јавност. Сите беа против. Власта е осамена, не попушта, не отиде. 80% од луѓето рекла. Кај да годинава ќе дојде. 80%. Кога зборувавме ние неколку аналитичари од стариот ков, така да кажам, никој не ни веруваше. Исто и со корупцијата, требаше Агилер да ни држи лекција, да ни каже дека системот не функционирал. Не, ја одам подалеку. Луѓето во системот се некомпетентни и не сакат одговорно да си ги извршуваат задачите за да системот функционира. Ама знаете зошто не функционира во такви услови системот? Бидејќи е прерастен во нешто друго, во една аждаја која се нарекува недемократски режим. Тоа и тука овој дел, оваа елаборација ја завршувам, тоа е кога спроведуваш демократија без народ. Кога не ти е битно што на референдум одлучил народот, ти си толку силен, моќен се осеќаш и велиш јас ќе ја променам таа волја на народот. Се ближат избори и ќе видиме што ќе испадне. Така. Велат дека ние сме преседан, обично револуцијата ги јаде своите деца. Во овој случај децата на револуцијата дојдоа на власт и се оние шарените, нели, а револуцијата во нашиот случај ја изеде државата. Знаеш, стана интересно, индикативно, во наводници интересно, повеќе морбидно, што секогаш се надминуваат себе си во одењето надолу. Како што мислевме дека после првиот премиер не може да има полош, се уверивме дека има, па не дај Боже да не го сменат него, што ќе биде и кој ќе биде следниот, најверојатно Талат Џафери, па ќе видиме тој како ќе се однесува, но имаме еден друг момент на заскривање на афера со афера, можеби не секогаш намерно, но кога помисливме дека онкологија е најцрната афера во Македонија, и кога анкетната комисија почна да се занимава со неа, а другите институции за жал ги немаше нигде, се појави друга, уште поморбидна афера. Зборуваме за случај за убиства, зборуваме за случајот на убиството свирепо, не знам како да го наречеме, нели, грозоморно убиство на малата Вања и на Панче Жежовски, нешто што ја тргна онкологија, нели, од нишанот на јавноста и од вниманието, нешто што повторно, после се што го кажа она Спасовски на првата пресконференција, промаши десетина работи, да не речам, а не требаше, нели, отвори простор за сомнеш, за жал.
Настрана што оваа приказка доаѓа од власт која што 7 години лаже волк, волк, волк и кога волкот навистина ќе се појави, нормално е сите да не веруваат, но пропустите во изјавите на човекот кој што е првиот полицаец во државата, особено за ваков случај, отворија многу простор за сомнеш дали повторно некоја кажува вистината. На основата на приказката не е дали тие се виновниците или не. Приказката е дали можеше да се спречи ова. Од сите податоци што ги имаш, од оние нагледни камери, од возилото кое што си се шеткало низ Македонија и се, еве како човек што го работил, можело ли да се спречи барем убиството на малата Вања? Панче Жежовски тогаш веќе бил убиен, возилото шета низ државата многу време потоа. Можеше ли да се спречи Лјупчо, ова? може би ќе те разочарам. Јас за овој случај зборував само на 2 радија, бидејќи имав простор да зборувам, бидејќи е многу сериозна темата, многу сензитивна, многу тешки се последиците и јас како правник ќе речам, не експерт или стручњак за кривично право, не си дозволив на брзина да давам констатации. Ама еве вака ќе ти одговор. Кога не се имат во предвид основните норми и принципи на криминологијата, кога ќе се извитопери предкривичната постапка, тоест полициската истрага, и кога ќе се понижи органот наречен јавен обвинител од страна на полицијата, ги добиваме нус појавите за кои ти зборуваш. Никој никого не го тераше да истрча со пресконференција веднаш после конференцијата на ОПСЕ и да го зборуват тоа што го зборуват. Срамот голем е на министерот за внатрешни работи, а понижувањето е на обвинителот. Кривичната постапка е јавно обвинителска постапка. Мене тоа не ми се бендисува. Иако сум ја некој си поранешен јавен обвинител. Ама е таква и главниот збор, значи, во таа постапка, лекс супериор е јавниот обвинител. Доминус литис. Како што судијата е во судската сала. Овде, министерот држеше предавање и на обвинителот и на јавност. Кој ги тераше да кажува такви, ја би рекол, недозволени информации во предкривична постапка? Тој е теолог, не е така. Да. И сега види. Јавноста покажа дека е зрела, дека не е глупа. Јавноста се организираш и ги откри некои работи од индиции во основи за сомневања. Да, тука вие новинарите многу помогнавте. Минус социјалните мрежи каде што имаше спекулации. И денеска имаше промашувања. Сериозните медиуми вие секој ден. Значи да не ги набројувам, помогнавте многу. И сега како јас да зборувам кога некој не испочитува траги на кривично дело? Некој полициската форензика ја фрли во кал. Медицинската форензика ја заборави. Еве, пред нова година таа стана актуелна, веќе е доставена до обвинителството, а веќе има спекулации што содржала. Затоа што министерот, а по него и неискусниот обвинител, дава информации на јавноста што не смеја да ги дават. Тоа им е бумеранг, сега им се врати. И видите сега што напаѓа министерот за внатрешни, кој е многу поискусен од обвинителот Бовески. Вика, тоа се спекулации на разни субјекти во јавноста, вика. Разни луѓе што не сакат да дојдеме до вистината, шпекулираат, нагаѓаат и така. Не е точно. Јавноста исфрли еден факт, а тоа е една мала снимка, каде е меѓу другото се гледа 7,55. 2 автомобила, патнички моторни возила. Ренато Канго и Ситроен. Тоа е факт. 5 за 8. Тие зборуваат дека во 10-11 било убиството. Се не сакам да додам во детали. Значи, јавноста нив ги демантираше. Не се возело возилото, не можело да биде најма. Па зошто постои полицијата? Така да, моја проценка е од 22 кога е случено првото убиство, до 27 кога е случено второто убиство,
Апсолутно полицијата ништо не напреднала, одговорност треба да си поднесе УВРСВР, не знам како е Велес, а потоа и министерот, бидејќи други му покажуваа тамо на 24-ти, на 23-ти, како возилото и каде се движело. Значи, снимките постојат, ама некој не ги видел на време, не ги користил, бидејќи фокусот бил на ОПСЕ. ОПСЕ беше така. На ОПСЕ бил фокус. Да не се лажем. И сега ти не ја кажуваш вистината, а обвинуваш цела една голема јавност дека е виновна, ќе ти се врати бумеранг. Бумерангот е веќе вратен. Да, но на полицајците не им текнало да се фокусираат на ОПСЕ, туку некој ги фокусирал, да не се лажеме. Зборев тука со безбедњак. Не можам да бидам сигурен во тоа, ама да, така е. На крајниот Да. резултат се гледа така е и да ти одговора на прашањето. Да, второто убиство можело да биде спречено. Сега, јас зборував за нов вид политички криминал на црни јаки, ама мислам дека вечерва не ни е тема тоа и не би сакал да зборам. Во некоја друга прилика ќе го објаснам тоа, што полицијата се обиде невешто тоа да го сокрие, а потоа се залага за дерегистрирање на партии. Ајде да видиме други партии што имат во статутите, зошто нив не ги дерегистрираме, кои се залага за редефинирање на Република Македонија, кои повеќе се залагаат за некои соседни држави отколку за нашата сакана татковина Република Македонија и така натаму и така. Ова не значи дека не сум да се дерегистрира, напротив, ако тоа било дувло на организиран криминал да се извршат вакви две зверски убиства, нека се дерегистрира таа партија, ама да не одиме прво последиците, а да не ги гледаме причините. Има и други политички субјекти што се сомнителни на овој план. Имаме многу теми уште за отворање. Ке зборуваме за она што се случуваше во 2023-та, за жал премногу црнила се случија. Ке зборуваме и за она што не очекува во 2024-та, сите со надеж дека ќе биде многу поубава година за Македонија, година на промени како што се најавува, како што кажа и Сотир, престапна година која што има своја символика во себе. Се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е Сотир Костов. Сотир, оваа година имаше премногу афери, буквално едната ја поклопуваше другата, така што и не можеме да се сетиме на сите, бидејќи постојано нешто се случуваше. И имавме Бехтел Јенка, која што ти ја спомена. Навргу потоа, внукот на Ахмети за 20 на милиони денари, 20 годишно момче, си ја купи Соравија, нели? Па имавме жената на премиерот на седница на која што тој не беше за да груби, нели, го изгласа, да не испане дека тој гласал, па има конфликт на интереси, си купи за без пари, да не речам 90 денари квадрат земјиште за фотоволтаици. Имавме Eurovia скандалот со 2 милиони за пренамената на просторот за ОПСЕ. Јас се шегував, испадна дека ова е Eurovia Брисел, дека не е Eurovia Мала Речица, нели? Трст вија Скопје, паралелата и сето тоа. Се шегуваме, ама не е баш така за шега. Многу работи кои што буквално ја сардисаа Македонија, многу скандали. Беше работава, стануваш наутро, пиеш кафенце, имаш нов скандал, утре нов. Така и продолжија. Не онкологија за која што зборувавме, не убиствата кои што беа грозоморни и сето тоа, но еве, овие афери си се поклопија, ќе бидат така, ќе останат, нели, од 2023-та нешто што поминало, или ќе има простор, еве, како поранешен обвинител, да се навратиме на дел на овие договори во 4 очи, буквално направени, на овие 2 милиона, па милион за возен парк, или отидоа парите веќе во ветар и никому ништо. Парите што отидоа, љупче отидоа, ама видите, тоа се такви афери на кои не може ние да ги затвориме очите и туку така да ги заборавиме, бидејќи станува збор за многу големи суми. Значи, ваков лоповлук, ја не сум очекувал да ти кажам, од оваа власт, особено од едната половина на оваа власт, онаа која без прекин или со мал прекин од 2 години е 20 на години, и ево, да не сум лицемерен, да не зборам во еуфемизми, да кажам, а тоа е дуги. Значи, такви суми да проектираш во 4 очи да ги договориш, па кој сака нека биде Бехтел Јенка,
кои ќе не осакатат за следните 20-30 години и веќе да си дал од прилика, едни вела 180, други вела 230 милиона евра, еве јас велам нека е рамно 200 милиона, а немаш ништо видно на терен, него имаш едни балони, имаше 2-3 лед екрани и прослави, па паднати нешто скршени табли. Таблата, па јас нема. И едно минирање имаш. Да. Лјупчо, каде е главниот елаборат? Да. Каде се анализите? Каде се Експроприацијата, проектите? Каде е експроприацијата намерно е оставена, таму ќе се дуват цените. Во моментов сега се гради таму таму, ќе се да не се дуват лажеме, цените. така. И на крајот на краиштата многу ни е загрозено национално богатство, артефакти, каде што поминуваат трасите. И ја лично мислам дека органите на прогон во блиска иднина ќе се позабават со овие афери, со онкологија, со двете морбидни зверски монструозни убиства и со Бехтелиенка, и не само со нив, и со многу други. Навреда на рациото наше е да не се бавиме со тоа. Так. Ке дојде здрав обвинител. Може би не се докажа пресказ за обвинителот. Види да ти кажам, кога во обвинителската фела имаш матрица Јовевски, имаш матрица Катица, имаш матрица Русковска, сите тројца знаеме како завршија, едната во затвор со корупција, другата сменета, третиот на срамен начин неизбран за уставен судија и завршува со соопштение, наместо да излезе на прес, да каже за 6 години, да. тој, неговиот тим, организиран криминал, Скопското обвинителство и останатите 30 и колку се тамо, така? што направиле, сигурно нешто направиле, тој како кукавица се скри за едно соопштение и дури ни држеше предавања, ни исполнува Светска банка, ни исполнува валидни анализи и невалидни анализи, истражувања веродостојни и неверодостојни. Такви обвинители, благодарам. Доста ни е. Значи, судството во кое се судовите, обвинителството мора да доживее коренита реформа. Ама не ваква реформа. Една работна група работи 3 години, а друга не знаеме кој е составот, ама знаеме дека водачот е премиерот и заменикот министр за правда, господјата името не го памтам, и преку ног ни носат амнестија на криминалот на белите и сивите јаки, врвниот естаблишмент и средниот естаблишмент. Такво судство не ни треба. Таква реформа не ни треба. Ни треба коренита реформа и да бидам искрен еднаш. До крај. Доста се овие реформатори, 30 години што не реформираат, 3 големи реформи, ниту една се покажа неуспешна. Да не ги спомнувам со имиња, од академици до професори. Мојата анализа покажува дека средниот та генерација и младата правници, во кој ја не влегувам, тоа се посремени правници, созреа доволно. Ги има во невладините организации, оние што го пратат судството. Ги има во екологијата, ги има во организациите што се бават со човекови права и слободи. Мислам дека оттаму треба да го најдеме јадрото за идните реформатори на нашето судство. Ова што се заговара чистка, што се заговара генерален реизбор срамежливо, ветинг, не, да. Тоа не помага. Си има стандарди по кои се цени кој може да биде обвинител, кој не може да биде, кој може да биде судија, кој не може да биде, кој треба да биде сменет, кој не треба да биде сменет. Да те подсетам. Доаѓам, веќе сум пензионер, ама доаѓам од област цивилно воздухопловство. Имаме таму еден поим САРПС. Воздухопловни стандарди и позитивни пракси. На таа основа се гради светското воздухопловство, а ние велиме нормите се пишуваат со крв, ама затоа е најсигурен сообраќај во светот, покрај патниот, водениот, да не ги наведам, железничкиот и така натаму и така натаму. Значи, стандарди постојат европски и светски за судството.
европски и светски за обвинителството. Европска унија има ЕКЮ. Земи ги стандардите, стави ја рамката и ќе видиш, ако Сотир штрчи со неефикасност, месечна и годишна, Сотир треба да добие црвен картон. Така. Оној кој се вклопува во таа рамка треба да остани, а не на маргините. Ја пошто вака да се разбериме, не е дека нечина сите обвинители сите судии. Напротив, има стручни судии, има искусни судии и обвинители. Само треба да им се даде шанса. А како? Според примената на овие стандарди и оваа рамка за ефикасност и ефективност во судската и јавно обвинителската функција, речеме народски куколјот ќе биде тргнат, ќе останат добрите и треба да им се дозволе сами да се избираат во фелата. Владата, собранието да тргнат раци, ќе биде битка малку, ќе биде борба, ама квалитетот ќе излезе на површина. И кога ќе го изберат, ќе го поддржат. Тогаш ќе имаме здраво судство, не канцерогено со корупција и да не забораваме оној триаголник: адвокати, суди, обвинители. Пример, синот е адвокат, снаата е во судот, таткото е обвинител. Тој триаголник се покажа опасен. Значи, таму е корупцијата, таму е непотизмот, таму е кронизмот и затоа имаме вакво судство или обвинителство со 3% доверба. Тоа на една анкета беше 1%. Видиш, значи одиме надолу. 1, а 2% беше за судството на таа последната. Да. Срамота е тоа, не знам, човек да се крие, да не се кажува дека е правник, да ти кажам. Правдата не заобиколува, тоа ни стана исто навика. Да, ама ќе дојде кат-тат, пошто треба да се надежта последна се губи, да е спора правдата, ама мислам дека ќе дојде. Така. Доаѓаат избори. Да. Како и да е, за 4 месеци ќе имаме избори, што се вели. Буквално на крајот на 23-та ги фатија во аеродром Чинам беше како властодржци и директор на една висока институција јавна делат шекер, брашно и кафе. Верувале или не, еден атавизам од 90-тите години го поврзуваа со еден починат политичар, но се случи тоа и ќе се случува, предпоставувам, чим се случува 4 месеци пред, ќе се случува многу и натаму, она исплаќање на пари и сето знаеме како се купуваат гласовите, вработувањата се јавна тајна, покачувањето, зголемувањето за кое што мислам дека е навреда за интелигенцијата на народот, по 1000-1500 денари ќе ги купуваат пензионерите, вработените и студентите, мислам дека тоа не им минува, но еве, можеме ли да истераме регуларни, здрави, нормални избори, имајќи предвид што ни се случува и во Државната изборна комисија, целиот тој калабалак не ветува многу, но од друга страна пак имаме еден момент, се вика отпечатоци за прсти, односно машините кои што ги купивме и кои што покажаа како држава дека на локалните избори има тотално апсолутен добар ефект за нелажирање на изборите, но и за враќање на довербата на народот во изборите, бидејќи беше многу расклатена со сето она што ни се случуваше. Веруваш ке имаме здрави нормални избори? Статут не ветува многу, да ти кажам. Така. Значи, ги прекршивме сите можни рокови на Венецијанската комисија, на европското право. Значи, не го реформиравме изборниот систем, а сите бевме за реформа. Власт, опозиција, јавност, експерти, стручњаци и така натаму. Некои измени се поднаправени троа, ама тоа се технички измени. Системот веќе изборен е застарен, од 2002. Дава нуспојави. Значи, тука паднавме. Деновиве, или последните денови од едната година, видов некои искажување за Републичка изборна комисија, за Државна изборна комисија, пардон, дека можела да работи со 4 членови. Тоа го кажа стручник кој многу го ценам, да ти кажам, и ме разочара. Па, тоа се нелегитимни избори, нелегални. На власта и даваш да правиш што сака. Опозицијата или ти е кукла, англиска кралица, или ти е неприсутна во Државната изборна комисија. Па не случајно е договорена толку опозицијата, толку позицијата. 4-3, и така ти да кажуваш, да релативизираш, ја би се срамело тоа да ти кажам. Значи и тука не ги полагаме, не го положивме испитот. Сега,
Ова што го кажа ти со брашното, со шекерот, ќе дојде на ред и зејтинот. Среќна нова 49. Тоа се виде, среќна нова 49. А тоа ја вака го имам крстено. Тоа се расипаните јајца на СДСМ и горшливите бадеми на ДУИ. Ама секој пат им се враќаат бумеранг. Значи, тоа се вика проклество на победникот од последните парламентарни избори. Так. А во твоја емисија пред 2 години, кога ја промовирав книгата Победа по секоја цена, Zero Sum Game, ја ги дадов сите индикации, факти, аргументи и показатели за институционалната корупција. Некој не сакаше да слуша, па требаше да дојде Аглер да ни каже дека сме биле коруптивно општество, тоест власт која владее со корупција, непотизам и кронизам. Така ја откри Америка. Значи, прљава кампања ќе има, Да. црна кампања веќе е отпочната, ама знаеш што? Работата е прекршена, велат. На народот му е преку глава. Так. Немаштија, сиромаштија. Нема било кој дел од народот што не протестира. Да почнеме од медицинските сестри, па луѓето пошироко во здравството. Пензионерите прв пат во историја. Пензионерите ќе ја срушат ова власт, еве да ти кажам, заедно со опозицијата. Ти да ги понижеш така, да им ветиш 6, а да им дадеш 5, убаво памта. Тие ти бараат минимум 30%, На себе си или си покачил 3000 до 5000. 78, да. На А ти тие да си огромни покачиш плати, 78, да. тоа не може да не се врати назад, Да. да ти удари од глава и како вела да ти ова е метафора да ти ја отсечи главата. Ова е политичка метафора, не физичка метафора. Значи, треба ли земјоделците да ги спомнуваме? Так. Од сточари, од моите оризопроизводители, од кочени, од винарите, од така натаму. Сите и тутуно производители, сите изиграни. Сите изиграни, лично мислам, што и да направат, нема да дозволат нивниот глас да биде купен, обезвреден и овој пат мислам нема да биде техничко гласање, туку ќе биде вистински избор на неговото величество избирачот. Со една задршка. Опозицијата и советувам да си се организира, да си ја одбрани победата што е на повидок. Да не и биде открадната, ќе подсетам на нус појавите во Кочани и Штип на претходните избори, каде во Кочани имаше 410 гласови на ДУИ, во Штип имаше 198 гласови на ДУИ, нема членови на ДУИ, нема симпатизери на ДУИ, како се добиени во нека друга прилика ќе зборуваме. Да си ја одбранат победата што бар ние што се бавиме јас 30 на години со изборни кампањи, напишав толку книги, толку практикуми, обучувам луѓе, јас ја гледам победата на опозицијата и конечно гледам дека ќе се случи феноменот за кој јас се залагам многу одамна. Феноменот на третата партија. Значи имаме СДСМ, имаме ВМРО, конечно ќе ни се случи трета партија, не мора да ги спомнам, али можеме да ги спомнеме од македонскиот корпус и од албанскиот корпус. Значи, постојните партија добија конкуренција. Нема да има уцени сега албанците 10 министри. Ако македонскиот кампус помине добро, како што треба да помине, ВМРО апсолутен победник, тука до него знам за наша Македонија левица, некој се обидува нив да ги ја натемисува, не се согласувам со тоа, ќе си седнат, ќе се договорат. Добро дојдена и албанската опозиција, веројатно и таа нема да помине лошо како некој што предвидува, за да коруптивните елементи што сега владаат бидат ставени малку во опозиција да зреат, да се реинкарнираат, да се прочистат од корупцијата и во некој подобро време пак да дојдат на власт. Так. За крај само ќе се вратили правдата во Македонија и како да се врати венакусо, бидејќи промените се неизбежни, тоа е факт, но чека многу работа и после тоа да се одработи. Како да се врати правдата? Мора да се врати. Да. И дали? Вистинска мора да биде, не смее да биде селективна, мора да завледе законие. Так. И за браќата од 27 април и за сите, така, неселективна браќа. Нив никој не ги спомнува, Да. кога ги прави овие срамни аболиции, помилувања, као да се они најопасни елементи во држава. А за секој се залагаат тамо политичари сегашни, минати и така натаму. Јас се налјутив, реков, срамота е ова во една емисија. Дали нашите македонци, кои не убија никого,
не направија некоја видлива штета, некој ги прогласи за терористи, никој не сака да спомни помилување, аболиција, амнестија, како што е нормално во секоја држава, а за други политички криминалци тоа се прави. Да. Мислам дека ќе дојде и таа правда, значи ни треба законие, ни треба победа врз аномичното општество, ни треба култура на законие, а не култура на мафијата и на организираниот криминал. Новата власт нека се спремна честно да владее, моралот и етиката секој пат да има во своите мисли и во своите действувања, резултатите ќе дојдат. На почетокот може би мали, бидејќи е тешко после овие 6-7 години се да се регенерира наеднаш, ама тоа е фаза, потоа ќе дојдат и поголеми резултати. Ти благодарам што на почетокот на оваа година беше мој гост. Јас само на крајот би сакал да ми честитам на сите во Македонија и на сите македонци надвор од Македонија новата година, да им посакам добро здравје и долг живот. Се придружувам на твоите честитки. Ми беше чест. Мене исто. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.